Поздрав до сите бушави глави. Главен оброк е ручекот. Главен оброк е кога е ручамен. Па главен оброк е кога главен оброк е, например, еве ќе кажем ја ручекот е главен оброк. Оброк е нешто како главен оброк е кога ручекот е главен оброк, а на ручекот треба сите да седнеме да доручкуваме цело семејство. Главен оброк е јадењето, а во јадењето содржи мајка, татко да седнат на маса да јадат, например и децата. Ако мајките и татковците се на работа, децата ќе јадат со бабите или со дедовците. Главен оброк е кога ние одиме во ручек, ама не можеме да јадеме сами, треба да имаме друштво како мама, тато, дедо или баба. Бушави глави! Главен оброк е ручекот. Главен оброк е нешто кога се јаде, ама например да е здраво. Мама кога се враќа од работа, мама некогаш не прави гравче и салата ни донесува и ние јадеме. И братучетка ми исто јаде и сестра ми. Така заедно сите се јадеме. И тато кога ќе се врати од работа, оди ке баба да руча. Главниот оброк е ручекот. Кога мајка ми ќе се врати од работа, ни вари манџа, гравче, компир манџа и други работи. Главниот оброк е ручекот. За ручекот може да јадеме нешто као манџи, компир манџа, грашок, супа, спањак, турлетава, мусака, све, само не сендвичи, такви работи нешто. Кога бев мал, многу ги сакав главните оброци. Всушност, главен оброк ми беа сите 3 оброка дневно. Има проблем со тежината поради тоа. Бев прилично дебелко дете. Дури тука во школата на ФК Вардар во 80-тите години не ме примија. Тогашниот тренер Шулинчевски ми рече: "Каде бе ти, Буцко?" Помеѓу сите деца ми го кажа овој, за жал не ме примија. Бев доста полничок и сите оброци ми беа главни. Но меѓу најглавните оброци, за мене главен оброк, она вистинско јадење или главен оброк, тоа значеше за мене полна чинија со ориз, кисело млеко и 1 до 2 батака минимум. Тоа е, деца, главен оброк. Имитирај петел или друг вид птица. Ајде да видиме. Вот это послание для всех детей, вот это идет так, жить свою жизнь, ребята, жить свою жизнь и любить всех около вас. Вот это все. До свидания, пока, всего доброго пожелаю. Бушави глави.